На своето време, навистина му припаѓа, навистина е современ, оној кој совршено не се вклопува, ниту пак се прилагодува на барањата, односно на времето. И токму заради тоа раздвојување и анахронизам, повеќе од другите е способен да го перцепира и заграби своето време. Заради тоа да се биде современ, пред се е прашање на храброст. Тоа значи да се биде способен не само да се задржи погледот вперен во мрачноста на времето, туку истовремено во тој мрак да се перцепира и светлината која придвижена кон нас, бесконечно се оддалечува од нас. Современ е оној кој го вперува погледот во своето време не за да ја види светлината, туку за да го согледа мракот. Сите времиња се мрачни за оној кој ја искушува современоста. Современ е токму оној кој ја гледа таа помраченост, кој е способен да пишува со перо натопено во мрачната сегашност. Ова е цитат на Агамбен Ѓорѓо во делото Што е современост, а кое што е преточено во трудот, односно книгата Таната политика и права на авторката, младата авторка Вики Младенова, со која што вечерва разговараме во студиото и особена чест ми е и многу ми е мило што еве во првата емисија во која што имаме гости за оваа година, токму и со Вики ја започнувам сезоната, затоа што дефинитивно има што да каже, особено во делот на еден поинаков аспект, еден поинаков современ поглед на загледување на мрачноста, која што пак се однесува во недостоинственоста и недостојноста во делот на примената на концептот на човековите права, односно неговата антихуманистичка критика, која што е преточена во тоа дело, а нам ни е тема. Вики Младенова, добре дојде во мој термин. Добре, најдов. Јас се извинувам на ти што ќе ти се обраќам и покрај тоа што се знаеме приватно на телевизија, морам јавно да ти се извинам за тоа. И многу ми е мило што ја прифати поканата вака ад хок, иако малку ти ја најавив во еден период, но беше планирано за малку подоцна, не така одма. Да, благодарам многу Огнен за поканата, за иницијативата и за твојот гест за оваа тема да говориме јавно, така што се надевам дека ќе имаме фини, кратки, некои 40 на минути, а понатаму се надевам ќе имаме и други прилики да говориме за тоа. Како си? Добро. Добра ли си? Одлично. Баш ми е мило по однос на тоа. На почетокот и она што го извлеков од самиот почеток на трудот, мислам дека и во воведот дека се наоѓа тој дел, ми привлече внимание токму за отворање на емисијата, бидејќи мислам дека најсоодветно го посочува она за кое што ќе зборуваме во текот на оваа емисија, еден малку поинаков поглед за кој што мислам дека ние како општество се уште баш и не сме подготвени, искрено, затоа што се уште функционираме и работиме на тоа прво да го осознаеме концептот на човековите права, за кој што во изминатите години и активистички и граѓански многу зборуваме, наспроти па веќе да почнеме да го критикуваме, мислам дека не сме се уште подготвени. Затоа можеби и Славчо Димитров ќе рече дека е невреме на критиката. Да, на таа линија чувствам дека поговорот на Славчо Димитров е некаде лоциран, зашто инаку сум многу благодарна за неговата посветеност и тоа што го напиша поговорот. Во однос на тоа дали ние сме подготвени како општество да го отвориме тоа како тема, таа подготвеност всушност треба да посочи на нашата позиционираност во однос на човековите права, бидејќи во овој момент човековите во ова наша современост, во ова време на глобален капитализам, всушност човековите права серија на теоретичари исто така тоа го сметаат, не можеме да ги мислиме доколку на човековите права, на тој концепт или на нивната онтологија не ја сопоставиме критиката на човековите права. Дополнително македонското општество е такво општество по чии рабови всушност се одвиваше онаа динамика која во основа повторно ја направи актуелна критиката на човековите права ако ги имаме предвид бегалците, бегалската криза, но дополнително постојат многу ранливи групи во нашето општество кои ја отсликуваат таа состојба која не е состојба на заштита и на гаранција на правата, напротив е состојба која укажува на тоа дека човековите права не можат да исполнат својата инхерентна задача, како на пример не можат да го исполнат принципот на универзалност. Мислиш ли, Вики, дека баш токму поради сето ова,
би требало да ја отвораме оваа тема токму сега? Или мора етапно да одиме, бидејќи ние како држава во самиот развој и на тоа што како држава феномен во однос на фактот дека живееме во транзиција, веројатно и се научивме да не нарекувате на транзицијска држава, ние немавме време како останатите држави во можеби не тие држави во развој, да речеме држави кои што нам ни кажуваат како треба да живееме подобро и подобро да ги применуваме човековите права, бидејќи некако скокаме цело време. Немаме време да се навикнеме на нешто, туку директно. Ајде сега одиме на човековите права, одиме сега на оваа тема, па на оваа, па човекот нема време да се привикне на она што е промена, па одеднаш добива нова промена. Затоа те прашувам, дали мислиш дека е добро што токму сега го вадиш овој труд или ќе добие своја светлина за, да речеме, 10 години? Не сум сигурна околу сето тоа. Бидејќи мислам дека дури и светот можеби не е подготвен за еден ваков осврт на човековите права, на неговиот концепт. Па сигурно на едно консензуално рамниште сигурно дека не е подготвен, напротив, и тоа е всушност парадоксот, бидејќи во времето кога требаше тие да триумфираат, односно концептот на човековите права, кога требаше да биде централниот политички капитал, во истото тоа време или во времето сегашно во нашето време, тој концепт почнува да распукува од внатре, бидејќи не ги отсликува заложбите на документите кои ги декларираат тој концепт, дополнително дури тие декларации се проблематични, бидејќи од текстовите дури еве на првата на француската, од таму почнува таа поделба помеѓу човекот и граѓанинот и воопшто таа поделба е невремена, таа постои и во Македонија, постои и во светот, а дали ние ќе се интересираме за истата нашето општество, имајќи ги предвид ранливите групи, тоа е актуелно и тоа се случува и која е тешка да се пробие, бидејќи тоа е пробивање на еден модел на политичка заедница кој е силно вкоренет и во кој што веруваме и покрај тоа што е нужна е критиката, тоа е нели моделот на нација држава. Да ги поедноставуваме сега работите повеќе. Баш она што го спомена во поделбата на човековите и граѓанските права, во делот каде што наведуваш дека впрочем постојат и спротивности во самата универзална декларација за човековите права, особено на што велиш и цитирам, вика сооченост на двете лица на овој принцип, каде што се посочува и тука посочуваш на пукнатина, на која што исто така се повикува и Хана Аренд, кога вели дека не е јасно што представуваат човековите права одделени од граѓанските права, бидејќи во ситуација на апстрактна голотија, кога човекот не е ништо повеќе од човек, односно кога не станува збор ниту за кршење на неговите права, бидејќи тој ги нема, се отвара перспектива за тоа дека правата на човекот не се возможни ако не се посредувани од припаѓање на некоја заедница, односно на некоја нација. Во тој правец Аренд посочува дека всушност станува збор за правото да се имаат права, бидејќи на тој начин човекот повторно станува дел од човештвото преку припаѓање на заедницата. Поедноставувајќи го ова, фактот дека државата во која што живеете, односно нацијата на која што припаѓате, го нема тој корпус на одредени човекови права кои вам ви следуваат од самото раѓање според универзалноста, дали тоа не представува своевидно лицемерие, да речеме, и на глобално ниво, но и на ниво на самата држава каде што припаѓа, бидејќи ние сме сведоци дека е многу поразлично, веќе го земеме примерот на Јужна и Северна Кореја. Значи, и едната и другата се членки на Обединетите нации. Добро, некои имаат поагресивни мерки преземени кон нив, но во секој случај тоа се комплетно паралелни универзума кои функционираат со една повлечена граница помеѓу нив на сосема различен пристап. Она што го имаат граѓаните на Јужна Кореја многу повеќе во однос на добивањето на своите права и граѓански и човекови, не можат со тоа да се пофалат воопшто, ниту па се свесни дека ги немаат граѓаните на Северна Кореја. Да, тоа е еден добар пример, но за жал овој пример функционира веројатно во секоја
држава и на глобално ниво, па и Ајде преку и да пример да речеме, објаснеме нешто што може би е разбирливо за нашата територија. Па добро, ајде тогаш да локализираме темата. Тоа што Харен го зборува, всушност може да се собере во една фина фраза која вели вака: националната идеологија на граѓанското припаѓање. Имено човековите права одеднаш стануваат национални права, тие не може да се ползуваат, односно не може да го заштитат човековото постоење кое е првично голо биолошко постоење, бидејќи правата повторно не е претходот на раѓањето на човекот, туку низ односите на моќ човекот станува податлив на правото, а потоа и на политиката. Значи самиот живот или самото голо биолошко постоење е местото на интервенција на политиката. Ајде тоа сега да го објасниме како да имам 6 години, замисли. Ја секогаш се чувствувам многу непријатно, бидејќи ние ги користиме како примери тие животи, а тоа е сурово, секогаш е сурово. Но веројатно поинаку не можеме да разбереме, затоа што не можеме живописно тоа да си го представиме, затоа и те прашувам вака. Да, бидејќи тие животи се секогаш во подножјето на власти, на односите на моќ. Тоа е на примерот со ромите, бидејќи самото немање на лична карта дополнително подразбира дека не може да се завршат низа на работи, дека институциите на системот не може да го сервисираат вашето постоење, вашиот начин на живот не може да биде обземен, односно не може да биде инкапсулиран во системот и во функционирањето на државата, и во таа смисла вие сте единствено изложен, вашето тело е изложено на насилство, изложено на дискриминација и на сите други импулси кои се пред се институционални, односно се импулси на суверенитетот, и тоа се постојано импулси на насилство. Насилство кое што го врши државата институционално, не она физичко насилство за кое што би зборувале, може би некогаш би дошло и до тоа, но самиот факт дека вие немате лична карта посочува на тоа дека немате лична карта, туку немате никаков број за идентификација, како што е единствениот матичен број на граѓанинот, и автоматски вие не постоите. Не само што не постоите, не во Македонија, никаде. Да, вие само сте всушност под некаков хиерархиски надзор, бидејќи државата знае за вашето постоење. Како воопшто знае дека постоите? Ја мислам дека тоа не е секогаш прашање на информираност, туку напротив прашање на одлука. И во таа смисла децизионистичката логика на владење или владењето преку одлука, што со таа група или што со таа индивидуа или која е мојата политичка придобивка од едниот или другиот третман на таа група, е всушност прашање на калкулација со моќта, односно калкулација со моќта преку правото. Бидејќи отсуството на лична карта не значи само отсуство на некаква пластика, напротив, вашето прашање на домување не е решено, вашето прашање на образование, на здравствена заштита. И одеднаш важно е да се препознае животот не само како порив за живење, напротив, животот за да биде возможен, за да после да може да биде констатиран како некаква динамика, всушност тој мора да биде ставен во некакви услови во кои што е возможен. Тоа се условите повторно на секојдневието или условите на образованието, на работата, на здравствената заштита и така натаму. Дали донесувањето на Универзалната декларација на човековите права, всушност затоа што тоа не е документ кој што практично вам може да ве обврзи ако вие сте подпишале меѓународна спогодба дека се обврзува или станувате членка на Обединетите нации, под автоматизам се подразбира дека се обврзувате, дека ќе ја применувате Универзалната декларација за човекови права, но од друга страна, еве имате милион примери и случаи каде што таа воопшто не се применува. Токму поради ова што го споменуваме. Да. Значи, дали тоа е моќта на денешниот концепт на нација држава, каде што вие и покрај тоа што со самото раѓање, според концептот на човековите права, ги се здобивате инстантно со тие човекови права, но ако сте погрешка сте се родиле во држава каде што голем дел од тој корпус не се признава,
и ви се доделуваат само тие граѓанските, ако сте имале среќа да добиете, бидејќи ние реално сме среќници овде што седиме во студиово, имаме секаков вид документација, па ни тие граѓански права автоматски сме ги добиле поради документацијата, но одредени луѓе ја немаат таа среќа. Дали може би тука е проблемот со оние спротивности на постоењето на самата универзална декларација за човековите права? И тука доаѓа таа критика антихуманистичка. Да, прво се согласувам дека имањето на некаков личен документ е всушност привилегија. Повторно, бидејќи универзалната декларација е меѓународен документ кој повеќе има сила на глобално ниво, повторно е важен концептот на суверенитетот, бидејќи Чиј суверенитет? Па суверенитетот на нацијата држава, односно апаратот кој или суверениот апарат кој ги содржи сите институции, сите можности за регулација, па дури и можностите да се одбијат овие меѓународни заложби за заштита и гаранција на. Всушност тој концепт, односно универзалната декларација од 1948 година не е само просветителски документ, напротив, тоа е документ кој одмерува некакви супериорности, религиозна, расна и културна. Имено овој документ е концентриран и неговата содржина всушност извира од начинот на живот или пак динамиката на моќта која циркулира во западноцентричното општество. Во таа смисла има две достоинства ако имаме предвид дека од римската јуриспруденција наваму тоа е всушност секогаш израз на статус, бидејќи не секогаш достоинството се однесува на сите, напротив се однесува на одредена. Добро, тоа уште од римските изрази, од латинските на дигнитус, на дигнита и така натаму. Дигнор, да. Да, практично на обележувањето дека некој е малку повисоко на другите од останатите. Да, тоа секогаш всушност инструмент за раслојување на граѓанството. Всушност тие што се достоинствени се граѓани од извесен ранг наспроти граѓаните кои не припаѓаат таму. Така што во таа смисла корисна антихуманистичката критика затоа што понудува повторно поинакво толкување на природата на човекот и повторно се враќа на тоа дека она што ги обединува сите луѓе или плотта на човековото постојање не се овие деноминатори кои се всушност само алатки на западниот свет, напротив тоа што сите не обединува е голото биолошко постојање. Ке зборуваме за тоа многу подетално, но во контекст на она токму што го зборуваше досега, баш читајќи ја книгата го извлеков и овој дел баш за она што предмалку го кажа, вели Джек Донели инсистира на тоа дека прегледот на африканските, конфуцијанските, исламските, како и западните општества покажува дека тие немаат соодветна културна сензитивност, односно историја на идејни и практични системи за човековите права на сите, сигурно не до 17-тиот век, туку дека нормирачкиот заеднички означуваш на сите тие општества било боженственото право на суверенот да владее. Од тука не е соодветно да се тврди дека постојат историски или антрополошки извори на човековите права, особено не дека се поврзани со западната култура и политика, туку овој концепт произлегува од социјалните, економските и политичките трансформации на модерноста. Да, Джек Донели е еден од авторите кои ги користам. Тоа меѓу другото повторно навраќа на проблемот со суверенитетот или божественото право на суверенот да владее, бидејќи модерните политички заедници всушност се концентрирани околу тоа божествено право, а не околу можното право на индивидуалецот или на припадникот на политичката заедница, бидејќи модерните политички заедници всушност имаат единствена сила, има единствено политичко тело, а тоа е политичкото тело на суверенот. Сите тела кои му е дават силата, политичката сила, а пак од себе одзимаат таа политичка сила, се всушност периферни тела и тела кои немаат еднаква политичка моќ наспроти суверенот. Во таа смисла постојано постои таа динамика на моќ и на отпор. Ајде да одиме сега малку од почеток во однос на трудот на книгата. Објасни ми, мислам, кованицата на таната политика ми е јасна одделно.
Значи Танатос, смртта или некрополитика и делот со политиката. Но, како да имам 6 години, објасни ми зошто Танатос? Посовремено реобмислување на политиката, прво како биополитика, потоа како танатополитика. Тоа наједноставно се однесува на владеачката структура или на властелинот да одлучува за смртта или за животот во заедницата, преку неговите можности за тоа, преку стратегиите на моќ. Например, јас ја користам ова кованица донесе смрт во политичката заедница. Како? Ако претходно па тоа се всушност стратегии кои може да се лоцираат на многу секојдневно ниво. Тоа се раселувањата на палестинските на палестинците. Тоа се полициските часови, рациите. Тоа е разрушувањето на инфраструктурата која обезбедува здравствена заштита на одземањето на територијата. Развивањето на начин на живот кој не е еднаков на нивните сограѓања кои живеат во други делови, а кои пак се од друга етничка припадност, во овој случај доминантната етничка припадност. Дополнително, повторно ќе се вратам на борбата против тероризмот. Многу често ова фраза всушност заскрива политички операции кои прават разлика, например, да се умре не исто како да се умре на Блискиот Исток или да се умре например во Америка. Обжалувањето на смртта на Блискиот Исток не е исто со обжалувањето на смртта во Америка по некој терористички напад. Еве на пример тоа да го истакнеме, да речеме што можеби би било најразбирливо, начинот на кој што не погодува, да речеме, некаков, еве не мора ни да е терористички, но да е драматичен чин со смртни последици, како што е, да речеме, нападот во клубот во Орландо. Да. Еве што ми паѓа на памет од пред година и пол. И обжалувајќи ги тие 40 жртви во нападот, не е ист како што никој можеби не ни слушнал, ниту пак седнал и на Facebook хистерично ги обжалил оние деца кои што умираат во терористички бомбардирања, да речеме во Кабул или во сега баш имаше пред неколку дена 50 загинати во напад во Кабул. Да, мислам, ако мораме тоа да го сведеме на нашето пак секојдневие, кое веќе не знам дали реално или... Веројатно поинаку не би можеле ни да го разгледуваме случајот во однос на емисијава сега. Да, па еве да речеме нашето виртуелно секојдневие, многу почесто ќе ги видиме филтерите на Facebook кои се однесуваат на солидарност или на моли се за Франција или Pray for Orlando, да. Да, многу поретко или пак заради баланс и повторно некакво лицемерие филтерите кои се однесуваат на Блискиот Исток, но кои повторно ни одзимаат многу помалку енергија и внимание. Дали токму во таа ситуација доаѓаме до она каде што одредени луѓе на лицето на оваа земја се само обична статистика наспроти други подредени над нив кои што не се статистика, туку напротив ги гледате како луѓе наспроти себе. Затоа што тоа е, значи во смисла на тоа дека едни ги жалите затоа што ги замислувате нивните ликови кои што загинале во одреден напад во САД или во Франција или во Лондон или во Шпанија, а од друга страна ваму само ја слушате бројката на 50 загинати денеска, 60 загинати утре, а воопшто не ги замислувате тие ликови на загинати во Кабул, во Сирија, во Дамаск и слично. Да, тоа повторно веројатно можеме да го врземе со историјата на декларативноста на човековите права, бидејќи тие документи во својот вид и во текот на своето создавање го имаат човекот од Западот, неговите карактеристики и вредноста на неговиот живот. Наспроти тоа,
многу често ќе слушнеме, па добро, секогаш од секогаш се умирало на Блискиот Исток. И таа смрт е всушност некаква задолжителност во тој дел од светот, бидејќи поинаку не би можело да биде. Постојат некакви необјасниви во таа смисла логики, уште помалку прифатливи, но мислам дека таквата различна статистика или таквото различно раслојување на тоа кој живот е вреден за живење или која смрт е вредна за обжалување е поврзана со западноцентричноста на човековите права и повторно со потребата од критика на тој концепт, но не само критика заради критика, туку таа критика како политичка аргументација за нова можност, за нова политичка можност, за нов политички јазик, за нова политичка заедница која се уште можеби тешко можеме да ја замислуваме, дури можеби не знаеме како да го потребиме јазикот за да стигнеме до неа, но мислам дека во таа смисла критиката на човековите права може да биде некаква продуктивна основа. Во тој дел веројатно истото мнение потпаѓа и во делот на дипломатско-економските интереси, кога гледате дека претседателот на вашата држава каде што живеете испратил писмо со жалење за жртвите и тоа е медиумски покриено целосно на Западот, но не ни испратил писмо, ниту по медиумите го покриле кога се случуваат такви жртви на Истокот. Да, може би и во делот на културолошките сличности или разлики кои што ги имаме со Западот или Истокот. Дали сето ова наведено досега се всушност причините за создавањето на трудот твој? Дел од сето тоа сигурно, но вака погенерално... Или мотивацијски места, например, за сето тоа. Да. Тоа всушност беа тие мотивацијски места со всушност мојата потреба лична, и преку текст, и на други начини, да го мислам, да мислам енергијата која произлегува од расцепите на нашето секојдневие, енергијата која сите нас во еден момент може да направи ранливи тела или тела наспроти, кои стојат наспроти ем физичката, ем физичкото насилство, ем сите други форми на насилство. Така што во таа линија на улицата или на активизмот, всушност за мене беше многу важно искуство работата со бегалците. Е многу различно од некои гледки кои може да ги видите само на местата на очигледно страдање. Во таа смисла не можам да кажам дека тој период бил инспиративен за мене, не сакам така да го извулгаризирам, но од друга страна мораше да се наполни некако значењето на зборот солидарност или значењето на зборот поддршка. Во таа смисла изместувањето од комотното разбирање на човековите права или пак од комотната тупаница сите сме за човекови права или за правда, таквото изместување мислам дека беше нужно. Од кого изместување? Изместување од контекстот, изместување од комотност, изместување Мислев од чија страна изместување? Се надевам прво интимно, а понатаму и се надевам пошироко, да речеме, преку овој труд, преку трудови на луѓе кои исто се занимаваат со овие теми, дури подобро од мене. Го спомнавме веќе Славчо Димитров, но тоа беше еден случај, или да речеме една група на луѓе со која што јас дојдов во поблизок контакт, а која што пак ме фрли во поинакво мислење на човековите прави или пак кога настана прекршувањето во делот, да речеме, на сваќањето на човековите права, кај тебе лично? И зошто? Не знам дали можам хронолошки тоа да го лоцирам. Не мора хронолошки, значи сигурно ти оставило впечаток во главата начинот на кој што настанало тоа прекршување. Значи од прифаќање на општиот концепт за човековите права, за она што сите го знаеме, до доаѓање до овој степен на критика за антихуманизмот на концептот на човековите права. Овде всушност клучен момент беше работата на Ѓорѓо Гамбен пред тоа информирано, бидејќи тоа беше процес кој се уште трае или траеше?
Мислам дека ќе трае уште долго. Добро. Ќе трае уште долго, но сакам да кажам дека подготвеноста за овој труд не беше академска, напротив беше повеќе интуитивна. Дополнително мојот не можам да кажам мојот ангажман, но мојата близина со ЛГБТ заедницата во Македонија беше многу важна. Нивното искуство, нивната изложеност на напади, ќе се сетиме дека тоа се уште напади за кои што нема волја. Истрагата е во тек. Истрагата е во тек за тие напади, бидејќи веројатно тие луѓе, како што знаме, и експлицитно беа во еден момент означени како закана, бидејќи имаше модел за македонската нација да се развива во здрава нација. Независно дури можеби и од политичките структури, таа заедница или неколку такви заедници, мислам дека уште некое време ќе бидат изложени и таквата близина со работата околу нив беше многу важна за мене. Во делот на биополитиката, биомоките, нешто што како кованица го создава Фуко, што представува биомоќ, односно што е биополитика? Да го доловиме тоа во тој дел. Бидејќи имаш значително посветено дел од трудот. Да. Па вака, во едноставна линија, регулацијата на една поширока група или на една цела популација, регулацијата на животот, всушност се однесува на животот на сите кои ја сочинуваат таа популација, а самото тоа однесување на животот одеднаш ги биологизира политичките дејствија, кои понатаму некако се нормираат низ правото. Во таа смисла, таа регулација ја преименува политиката во биополитика, или илустративно да. Биополитичка одлука е одлуката да се скратат средствата за лекувањето на тие што се заразени со ХИВ вирусот во Македонија, например. Тоа е биополитика. Тоа е биополитичка одлука. Добро. Биополитичка одлука е да нема гинеколог во Шуто Ризари, например. Биополитичка одлука е раселувањето на ромите кои беа лоцирани околу Скопско кале, таа одлука на градоначалникот на Коцо Дали е биополитичка одлука, да речеме сега напамет што ми паѓаат примери, е да се уште се немате справено и да го решите проблемот, да речеме, со внатрешно раселените лица од 2001-та па наваму 16 години, кои што се уште се внатрешно раселени? Да, таа линија всушност можеби полесно не пренесува кон биомоките, бидејќи таа пак се однесува на личната политичка можност на суверенот, кој донесува одлука за тоа. Суверенот во случајот го гледаме низ лицето на власта, на партијата која што е на власт во моментот? Да, најлесно така. Не сега во моментов, него општо во тековната власт. Да, еве да речеме во нашиот политички систем на премиерот, можеби бидејќи има најсилната политичка моќ или е врвот на извршната власт. Нерешувањето на тој проблем покажува една опасна работа, тоа е дека означувањето на тогашниот политички непријател се уште е актуелно. Имено обидот да се овозможи или да не се или пак да се оневозможи неговиот живот е одлука која припаѓа само на тоа место, на сувереното место, и нетретирањето или одбивањето да се третираат тие луѓе, од нив се уште прави политички непријатели, од нив се утврдува биомоките на суверенот или еве на потесно на владеачката структура. Како ја коментираш Република Македонија? Вид ситуација во која што Македонија се наоѓаше и според меѓународните извештаи на хибриден режим во изминатите 10 до 11 години, скоро па 11, па трансферот сега на власта, па и критиките кон новата власт, па немањето магични стапчиња, правдањата и слично. Значи, каде во целата оваа ситуација лоцираш и ја гледаш Македонија? На ова што го зборуваме. Да, разбирам. Прво мислам дека е важно, бидејќи овие примери, дали е ова и дали е она биополитика, таквите
да речеме таквиот пристап може да биде неопасен, но може да биде релативизирачки, може да ја испразни силата на терминот или на концептот воопшто. Во еден дел со тоа дури Агамбен се бави, тој инсистира на аналогно мислење, кога зборува за парадигми, кога зборува за логорот, бидејќи истиот проблем е поставен, односно истото прашање, а дали само Голазите или дали само Аушвиц и така натаму, а кој пример е посоодветен. Во таа смисла можеби треба да го избегнуваме тој пристап на мислење, но тоа што Македонија беше хибриден режим беше опасно самото по себе, бидејќи на тој начин се засилува биомокта. Но од друга страна, Македонија исто така влегува во она шема на неолиберализам, на глобален капитализам и регулацијата на животот исто подеднакво опасна каква што и во земји кои се поразвиени, но во земјите кои еве да речеме вака се означени како хибридни режими, проблемот е поголем затоа што насилството е многу појасно, затоа што одлуките кои понатаму се преточуваат во право можат да бидат донесени без организиран отпор или пак со помала можност за организирање на отпор кон таквите одлуки, кон таквата политика. И во таа смисла мислам дека овие теми или овие концепти се корисни дури за мислење на нашето општество, кое секогаш ни се чини дека е далеко од цивилизацијата, дека мораме прво да стигнеме до таму или до онаму за да можеме да се вратиме и современо да го погледнеме нашето општество. Дали во тој поглед, конкретно да речеме во примената на човековите права, секој пат, например, се поставува прашањето и тоа ќе го прочитате во последниот период, да речеме, многу почесто, во однос на тоа дека нема ние што да бараме или да се заблагодаруваме некому дека ни ги дал правата, бидејќи нема некој што треба да ви ги даде правата, бидејќи вие сте си ги имале тие права со самото раѓање, бидејќи цело време зборуваме во критиката на таквиот концепт, и автоматски дека вам власта или некоја партија што е на власт во моментот ви ги дала правата. Дека нема што таја да прави пиар од давањето на таквите права или вие да се заблагодарувате дека некој вам ви ги дал правата, што секако ви следуваат со раѓање. Тој концепт ме интересира да го искоментираме. Да, ова е одлична поента, бидејќи повторно е навраќа на некои од основите на антихуманистичката критика, односно на тоа дека ниту човекот се раѓа веднаш како граѓанин, ниту веднаш како субјект на правото, а уште помалку како титулар на човековите права, бидејќи неговото голо биолошко постоење е почетокот на неговото постоење во политичката заедница. Стекнувањето со правата или ползувањето на правата всушност оди низ тие односи на моќ кои понатаму некако се организираат низ правото. Но ова би рекла реторика на давање на правата или уште пострашно на давање на животот, тоа е една така политичка тема, е опасна затоа што повторно ја зацврстува тоа божествено право на суверенот да владее, или суверенот како прв или дури можеби како единствен во политичката заедница со кој може да располага со политичкиот капитал, па така тој ви ги дава правата или вие мора да ги побарате или пак во таа размена вие мора нешто од нешто да се откажете, например од вашата политичка енергија или од вашиот политички потенцијал. Во таа смисла, таквата реторика е секогаш опасна. Наспроти истата секогаш мора да бидат формирани фронтови, мора да бидат формирани стратегии на отпор, бидејќи таквиот отпор не завршува со смената на власта, сигурно. Тоа е во основа, така зборува и на Фуко, тоа е отпор кој има анархична форма, бидејќи тоа секогаш отпор не само кон премиерот, тоа е отпор кон таткото, тоа е отпор кон полицајецот, тоа е отпор кон наставникот и на тоа слично. Кон авторитетот. Кон авторитетот. Дали можеби нам ни е тоа оставштина, да речеме, во делот на сувереноста, од концептите во кои што сме живееле скоро до 17-тиот век, па можеби и многу подоцна кај нас, пример во Македонија, да едноставно оставите на некој друг да се грижи за вас, друг да ви ги обезбеди правата, друг да се грижи за нивното
одржливо функционирање и така натаму, за вие во една комфортна зона да се живеете, дека така е поубаво некој друг да ви го бери гајлето. Да, тоа е така, но тоа не е само зона во која што некој друг ви го бери гајлето, туку напротив, тоа е всушност истовремено и зона на надзор и зона на дисциплина, бидејќи зоната на комфорт всушност покажува дека власта успела да биде продуктивна, власта успела од вас да создаде продукт, таа успела да се однесе кон вас низ системот на дисциплина, таа успела да ги прибере сите податоци за вас со кои што понатаму располага, дополнително таа успела да ве држи во една шема која е шема на затворот, не секогаш заради санкционирање на нешто, туку секогаш заради нормирање на секојдневниот живот. Например, на Платоновата пештера. Дали може би не ми беше тоа прашањето конкретно, но во делот, да речеме, кога ќе ви речат дека има, тоа е многу убаво на интернет, човек може да најде корисни работи понекогаш, ако не завлезе во целата приказна на социјалните мрежи и е затежен таму без да отиде на Google и да побара нешто да научи ново. Но има еден дел кој што вели комфортната зона е многу убава, но никогаш ништо не расте во неа. Дали може би целата оваа критика на создавање на една комфортна зона, дека ете, имате вие една универзална декларација за човекови права и токму поради тоа државите се обврзани дека мора да ја применуваат, па ако не ја применуваат, мора да ви ги обезбедат, па вие се борите против неа и се до тоа, но дали може би универзалната декларација за човекови права на многу нации и држави им создаде комфортна зона? Ете, тоа е тоа, што е пропишано со таа универзалност, тоа си добивате, надвор од тоа немојте да барате. Да, се согласувам, тоа се пред се државите или општествата од Западот, од Европа и Северна Америка. Во таа смисла може би е од помош да ја позајмеме пак и логиката на глобалниот капитализам, бидејќи зоната на комфорт не е ништо друго освен таа сила на глобалниот капитализам кој што сите односи ги престорува во односи на собственост или односи на моќ. Во таа смисла поважен е интересот, поважно е ситуирањето на граѓанинот низ тие односи, отколку што се важни стратегиите на отпор. Имено граѓанинот, секогаш граѓанинот не и човекот бидејќи се различни, има повеќе сила или пак неговата сила веќе е впрегната во овој дел отколку во делот на постојаниот отпор и на постојаната потреба од спротивставување. За крај на емисијата, јас и ти сме човек или граѓанин? Имаме привилегија да бидеме граѓани. Се чувствуваш повеќе како човек или како граѓанка? Па, за жал, само чувството на некого не може да го позиционира како човек или граѓанин. Ако се вратиме на Хана Аренд, кога си човек и само човек, всушност ти си разголен, ти си само биолошко постојање, ти си само изложен. Во таа смисла не е прашање на избор, не е прашање на самочувство, напротив е прашање на привилегија, прашање на политичка одлука. Привилегија од кого? Привилегија од суверенот? Да, ако ние влегуваме во групата на луѓе за кои што е одлучено да имаат пристап до домување или до вработување и на тоа слично, тогаш... Или да бидат бели. Или да бидат бели, да. Наспроти можноста да се биде поинаков во ова општество и со тоа поранлив. Вики, многу ти благодарам за издвоеното време, па машала 45 минути убаво време одвоивме за разговор. Се надевам дека опфативме барем она што е се можно. За крај многу само кратко ќе ни кажеш каде луѓето може да ја најдат таната политика и права. За сега е во продажба во 3, книжарницата 3 во ГТЦ. Во ГТЦ, добро. Во книжарницата и Лили и после 9 ќе биде достапни во Гадост, книжарницата на правен факултет. Добро. Ти благодарам многу за издвоеното време. Благодарам и тебе од мен. И па да се видиме за следниот труд. Благодарам, се надевам. Take your time. Значи, слободно посвети време, а ние ќе одвоиме време за следното. Благодарам многу.
Почитувани гледачи, Таното политика и права на Вики Младенова, дело кое што можете да го најдете во 3 во ГТЦ, во или или да му речете на некој да ви го земе од Скопје па да ви го испрати и верувајте дека нема да биде тоа потрошено време, туку напротив ќе ви отвори многу прашања. Да, Владко, знам дека завршуваме. Напротив ќе ви отвори многу прашања кои што ќе ве стават во позиција на размислување многу повеќе. Ви благодарам за вниманието, се гледаме повторно утре.